гледачи, добар ден, 19 март, вторник, 14 часот, термин резервиран за почеток на Отворено студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, а за вас денеска подготвивме интересни содржини со кои што сме сигурни дека ќе го задржиме вашето внимание. Како што е редот, предлагам Елена да ги прочита содржините кои што денеска ги подготвивме, а секако и гостите кои што ќе продефилираат во нашите три блока во Отворено студио 1 до 17 часот. Елена, повели. Така, Антонио, ти благодарам, уште еднаш добар ден и од мене, а сега да погледнеме накратко што ќе гледаме во текот на денешниот ден. Односно во овој прв блок на Отворено студио 1 веќе е познато дека се навраќаме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното гостување во Отворено студио 1, а секако исто така ќе се вклучи во живо нашата колешка Искра Печевска од пред Кривичниот суд со најновите информации поврзани за апсењето на поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефче Акимовски. Потоа следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски и уште еден блок, втор блок Отворено студио 1, каде што овој пат одвојуваме половина час посветени на културата. Ќе разговараме со Горан Станев, директор на Археолошкиот музеј, а токму тој ќе не биде гостин по повод изложбата која што минатата недела во четвртокот со златните маски од Требениште, кои што накратко повторно се вратија дома, односно во Македонија. Откако ќе го заокружиме овој втор блок Отворено студио 1, односно претходно анализа на вестите од светот, следуваат уште едни вести во 16 часот, повторно со колегата Александар Петревски и секако веќе добро познатото шоу Маја готви, односно кулинарското шоу, каде што ќе може да научите да видите некој нов рецепт. По ова следува третиот блок Отворено студио 1, а овој пат ќе ни гостува Надица Врчкова од Центарот за управување со кризи, односно ЦУК се подготвени во однос на тоа дека шумските пожари почнаа годинава многу порано споредбено со претходните години. По завршувањето на третиот блок Отворено студио 1 секако имаме и простори за бавните емисии, односно тука е возење со Вучич, нашите ексклузивци Стефан и Нина и веќе добро познатиот Сергеј Варушлија со студио Мода. Потоа продолжува Отвореното студио 1 со колегата Александар Чомовски. Колку семејството Цановски ќе наплати за Космос? Гостин ќе му биде Сефер Цановски, собственик на Универзитетот ФОН. А по завршувањето на Отвореното студио 1, односно на овој блок вечерашен, следува вторската емисија на Гордана Дувња, каде што ќе гостува студиката Добрила Кацарска, која што всушност го водеше и случајот за 27 април. По завршувањето на Правда и неправда следува уште едно Отворено студио 1, повторно со колегата Чомовски. Овој пат темата ќе биде кој ќе ги контролира тајните служби и дали Заев ја концентрира моќта кај премиерот. Ќе му гостува двајца универзитетски професори, тоа е Маријан Ѓуровски и Кебир Авзију. И на крај секако денот го заокружуваме со вестите со колешката Елена Джугуманова. Награтко, тоа е она што ќе гледате секако на програмата на 1 ТВ, а ние продолжуваме понатаму. Односно, најновата информација денеска е тоа дека всушност утринава беше уапсен поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефче Акимовски. Кривична пријава поднеле МВР, Министерството за внатрешни работи на обвинителството за организиран криминал. Тој веќе изведен пред судија на претходна постапка, се наоѓа во Кривичниот суд, а е осомничен за бесправна легализација и откуп на земјиште. Но сепак со повеќе детали предлагам да ја вклучиме во живо колешката Искра Печевска, која што се наоѓа пред Кривичниот суд. Искра, кои се најновите информации поврзани со апсењето на Јакимовски? Добар ден, Елена, добар ден до гледачите на Еден телевизија. Со високо подигнати прсти, символизирајќи го знакот на победа, поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефче Акимовски предмалку извикувајќи ќе ги тепаме, не им се плашиме, предмалку беше спроведен од старата зграда во Кривичниот суд Скопје 1 во новата зграда на Кривичниот суд Скопје 1, токму зад мене на овој влез. Кога го прашавме на кого мисли дека ќе ги тепа и кој е тој што ќе ги тепа и
што ќе победи. Јакимовски не кажа на кого точно мисли, меѓутоа само велам повтори дека ќе ги тепаме и дека не им се плашиме. Инаку што се однесува до најновите информации овде од Кривичниот суд се тоа дека распитот е веќе завршен. Ова е неофицијална информација, меѓутоа распитот на првите тројца осомничени е веќе завршен и се изготвуваат решенијата, односно судот треба да одлучи дали ќе го прифати предлогот на јавното обвинителство за гонење организиран криминал. Првите тројца осомничени, односно поранешниот градоначалник Јакимовски и негови двајца соработници, дали ќе одат во притвор или пак можеби ќе се бранат од слобода или можеби пак во куќен притвор. Инаку, како што денеска континуирано известуваме, поранешниот градоначалник на општина Карпош, Стефче Јакимовски, негови двајца соработници од секторот за урбанизам и 6 мина други, што бизнисмени, што управители на фирми, се осомничени дека незаконски купиле државно земјиште, односно дека вработените во општина Карпош го легализирале времени објекти што по ниеден основ и по ниеден закон не требало да бидат легализирани. Именно ваквите информации што во континуитет денеска ги соопштуваме ги потврди Министерството за внатрешни работи, односно портпаролот Тони Агеловски, кој на пресконференција кажа дека Јакимовски и неговите соработници незаконски му возможиле имот на корист на 3 фирми, а тоа се Гром Промет Доел, Емак и Дот Мебел, кои се стекнале со ексклузивно право да купат земјиште кај поранешниот ресторан Имес, што се наоѓа на булеварот Илинденска во Скопје, односно на атрактивна локација во населбата Карпош 3. Покрај Јакимовски, велам, осомничени се и неговите соработници, осомничени се уште 6 мина други, што вработени во фирмите, што бизнисмени, имиња засега не се соопштуваат, доколку имаме, се разбира, потврда на нашите информации, ќе ги соопштиме во некое следно издание. Инаку, она што го соопшти обвинителството е тоа дека овој предмет што сега ќе се отвори, всушност ќе биде споен со предметот што беше покренат, истрагата што беше покрената за Јакимовски, неговите 5 мина соработници лани во август. Имено тогаш Јакимовски беше осомничен дека го оштетил буџетот на општина Карпош за околу 600.000 евра на тој начин што во 3 наврати спровел незаконски јавни набавки. Сето тоа сега ќе се спои во еден предмет и ќе се води во една постапка. Велам, чекаме да видиме дали судот ќе го прифати предлогот на обвинителството. Јакимовски и двајцата негови соработници, се извинувам, ќе одат во притвор или не, а за другите 6 мина осомничени се предложени мерки на предпазливост, односно забрана за напуштање на домот, привремено одземање на патна исправа и повремено јавување во судот. Ете, тоа се информациите што засега може да ги кажеме, или ако има прашања, повели, ако не се разбира во следното информативно издание на Еден ТВ со повеќе информации. Искра, ти благодариме за ова вклучување во живо, нема дополнителни прашања, секако остануваш на терен да следиш состојбата со нови информации, ќе се јавиш во следните информативни изданија. Само да напоменеме поднос на овој случај дека реагираше и опозицијската ВМРО ДПМН, според нив премиерот Заев, секако тука го споменуваат постојано во своите соопштени изјави и претседателскиот кандидат Стево Пендаровски, велат од ВМРО ДПМН дека Заев и Пендаровски се исплашени од граѓаните, паниката е толкава што СДСМ на еден месец пред изборите реши да го уапси еден од лидерите на поголемите опозицијски партии во Македонија. Денешното апсење на Јакимовски според ВМРО ДПМН е политички прогон и обид за заплашување на опозицијата, а со тоа и на граѓаните во пресред на предстојните претседателски избори во Македонија. Од ВМРО ДПМН велат дека ваквото однесување на Заев има две цели: да испрати порака дека тој може да прави што сака и дека сите треба да му се плашат без да помислат да се спротистават на овие постапки на премиерот Заев. Ова накратко е реакцијата од страна на ВМРО ДПМН за преведувањето на лидерот на Гром Стефчо Јакимовски, а тука ја заокружуваме
оваа тема одиме на оние стандардни содржини кои што ги правиме во овој прв блок од Отворено студио 1. Тоа е навраќање на вчерашните најинтересни гостувања во Отворено студио 1. Едно од нив е гостувањето на Мишко Барзов, експерт за автомобилизам и добро позната лик на македонската јавност, кој што со години наназад се бави со овие теми и информира за најновите случувања во областа на автомобилизмот. Тој беше гостин кај колегата Сашо Ордановски, ја зборуваа на тема митот за електричните автомобили меѓу исплатливоста и загадувањето според Барзов. Иднината на автомобилизмот е во електричните автомобили, но тоа не е лесно остварлива иднина. Предлагам сега да го видиме 5 минути од исечок од гостувањето на Барзов во синокешното Отворено студио 1 со Сашо Ордановски. Од една страна, како нормативи, политички нормативи се наметнуваат на производителите да остваруваат што повеќе електрични возила, да развиваат што повеќе електрични возила. Акцентот е на загадувањето. Акцентот е и поводот е загадувањето. Но од друга страна, автомобилската индустрија се судрува со проблеми за изработка на тие батерии. Изработката, технологијата на изработка на батериите, дури и овие најсофистицираните и најновите батерии, јон-литиумски батерии, е извонредно скапа и поминува низ еден многу лош еколошки процес. Загадувањата се страшни. За да се произведе батерија. Од една страна. Од друга страна, литиумот го има само во одредени држави во помали концентрации и за сега има предвидувања дека доволно има литиум само за околу 20 на милиони возила. 20 на милиони возила. Една паралела во светот денеска се тркалаат некаде околу 5,2 милиарди возила. Интенцијата е да се направат електрични возила и целиот транспорт, друмски транспорт да се префрли на струја, што е апсолутно од овој аспект невозможно, од една страна. Од друга страна, никој не ќе да го постави прашањето како ја добиваме електричната енергија. Многу модерно е да се зборува дека електричната енергија ја добиваме од обновливи извори, тоест од вода, од фотоволтаични фарми или сонце, како и ветерници. Но, сите овие што до сега ги набројавме се доволни само за 19% задоволување на потребите од електрична енергија. Сите останати, 81%, се добиваат од нееколошки извори, односно од фосилни горива или минерали. Со други зборови, треба да потроши човек и да загади можеби многу повеќе од човековата околина за да произведе електрична енергија која потоа нема да загадува како дел од моторите во автоиндустријата. Точно. Со ова што се случува? Се случува едно прочистување на градските средини и контролирана емисија на издувни гасови, бидејќи тоа се случува во населените средини. Но, за производство во високо развиените технолошки држави, како што е Германија, например, производството на 1 киловат час електрична енергија емитува 600 грама CO2. Во неразвиени средини, како што е, да кажеме, добар дел од Западниот Балкан, ние емитуваме околу 1000 грама CO2 за 1 киловат час. 1 кило за 1 киловат час. Сега ќе направиме една едноставна математика. За да наполниме една софистицирана батерија за електрично возило, како што е најпопуларно речено Тесла, која има батерија од капацитет од 80 киловат часа, ние ќе иницијално во Германија би емитувале 24.000 грама, односно 24 килограми CO2, а додека во нашите средини на кај 80 килограми CO2. 80 килограми CO2 нема да потроши ни дизел возило кое е со номенклатура од Евро 3. Овие најмногу што со тоа што софистицираните електроавтомобили имаат можност да поминат помеѓу 340 до 400 километри реални.
Бидејќи јас како член на Европското жири за автомобилна година имав шанси да присуствувам на компаративен тест на 10 електрични возила, од кои 9 не ги декларира вредностите, односно можностите на своите батерии, па така имавме и до 30% потфрлање на можностите на движење со едно полнење на батерии. Во смисла километражата. Да. Декларирани 500, сме поминале 380. Предлагам, ако може од режијата да го видиме првиот слайд, како стои продажбата на овие возила во светот. Мислам дека е многу занимлива табелата за да добиеме некаков печаток. Така е. Како што се гледа на врвот на самата табела се наоѓа Норвешка, во која што наскоро половина од сите продадени возила ќе бидат електрични, па потоа следува Исланд со 20%, ова се податоци за минатата година. И кога ќе го погледнете развиениот свет, кога ќе дојдете до овие сериозно големи држави, бидејќи сепак Норвешка и Исланд тоа се сепак микродржави, ќе видите дека кај американците тоа е само 2%, кај германците е исто така 2%, дека тоа отприлике се работи за некакви символични вредности на продадени возила. Што представува ова сега како перспектива, Мишко? Притисокот ќе значи ли зголемување на овие? Бидејќи од друга страна Норвешка е еден од најголемите производители на нафта во светот и природен газ. И тие, мислам дека ова резултат, тоа што стигнуваат до половина електрични возила, резултат на еден жесток притисок на владата нивна. И субвенции. И субвенции, се разбира, за да отидат во таа насака. Но тоа е многу богата држава, тоа е супер богата држава, каде што има толку многу пари да не е проблем на сите да им ги плати електрични возила. Кој е иднитата на овој графикон? На каде ќе одат овие продажби во наредните, да речеме, една деценија? Несомнено е дека продажбата на електричните возила ќе има перманентен раст. Тоа е пред се поради политичкиот притисок врз купувачите и врз населението. Друго е влијанието на еколошката свест врз граѓаните, кое е минорно, и исто е многу битно на кои технологии ќе врти автомобилската индустрија. За сега автомобилската индустрија е под страшен притисок и намети од политичките елити. Ова беше дел од гостувањето на Мишко Барзов, експерт за автомобилизам. Секако ова беше само дел од неговото гостување, доколку сакате целото интервју да го погледнете, тоа може да го направите на 1tv.mk. Ние продолжуваме понатаму, односно Сашо Ордановски вчера имаше уште еден гостин. Станува збор за Дејан Саздовски, пилот и експерт за цивилна авиација, а ти разговара на една исто така многу интересна тема, односно откако минатата недела се урна Boeing 737 на Ethiopian Airlines, се отвара прашањето колку овие авиони на оваа компанија се безбедни, зошто тие се уриваат и дали можеби Boeing полека ја признава вината. Сепак со повеќе детали да погледнеме делот вчерашното гостување на Дејан Саздовски. Боинг избегнува комплетно автоматизирани процеси да има во своите авиони. Они викаат кај нашите авиони, човекот го раководи авионот директно, физички, преку хидравлични системи и така натака, што е различно од Airbus. Airbus електроника скроз го води авионот. И Боинг го става овој систем малтене затоа што мора. Иначе не би сакале. Они се баш напротив да се ставаат такви автоматизирани системи. Значи, Боинг има огромно искуство во такви видови на системи. Не можеме да кажеме дека они нешто експериментирале на авион, не е точно тоа. Значи, Боинг произведува системи за сателити, за војни авиони, за ракети, кои што имаат многу вакви системи. И сега, понатака во истрагата, значи, што се случува? Бидејќи во Индонезија Air, сега, да кажем уште еден факт. Индонезија Air има 10.000 вработени, има 145 авиони и уште во нарачка. За компарација, флотата на ЈАТ некогаш на Југославија највише бројала 30 авиони од прилика. Тоа се огромни компании. Тоа се огромни компании. И Ethiopian Airlines е огромна компанија. Но Индонезија Air има еден лош рекорд. Баш на пилоти кои што прават грешка. И тука во првиот случај
Боинг успева некако да тоа го изменаџира дека е можно и грешка на пилотот. Затоа што сепак они имаат повеќе информации него што ги има јавноста, плюс сегашните авиони има директен линк сателитски, при секој лет они фрлаат огромен број на податоци кои што стигаат до операторот и до производителот. Практично секој авион нивни што лета постојано емитува податоци до централата на Боинг. Како и Airbus. Како и Airbus, ако се сеќавате на пример, Ангела Меркел од кога се удри Боинг Airbus 320, после 24 сати искочи и кажа неверување дека можно еден човек нешто такво, значи они имале информации за 24 сата 100% потврдени дека тоа е контролирано. Што се случувало со авионите и во Индонезија и во Значи, фактите се дека пилотите јавиле една иста порака и последниот факт е дека системот кој што го управува баш овој систем, тој е еден унатре актуатор, како да кажем, една механика, се наоѓа на многу слична позиција. Последно е најдено вчера или завчера во Етиопија, значи е најдена баш тој механизам, како механизам е најден и вика во многу слична позиција како тој во Индонезија. Со други зборови, пилотите полетуваат, на одредена висина забележуваат дека нешто не функцира како што треба. Се обидуваат да го исклучат, да се наметнат над автоматиката, автоматиката не им дозволува. Ова значи, навикнати се пилотите, овој вид на автоматика, да ги контролира автопилотот. И автопилотот кој ќе биде исклучен, автоматски да се исклучи оваа автоматика, која што го контролира баш тоа. Во овој случај, таа автоматика продолжува да работи и има како да се исклучи, точно опишано како се исклучува. Само во тие секунди пилотите недоволно брзо реагираат? Да, затоа што се предпоставува дека не биле недоволно добро обучени. И практично автоматиката го руши авионот без да им даде можност, односно без пилотите да земат контрола врз леталото. Да, не можат да земат контрола врз тој систем кој што го тера упорно надоле авионот баш вака. Под 90 степени. И интересно е тоа што сега за овој случај почна агенциите за цивилни воздушни пловидби преку прво индонезиската, па австралиската, па етиопската, па европската, вклучително и македонската, да ги забранува воздухопловите да прелетуваат, што беше интересно. И американската агенција не ќеше до крај да го приземи воздухопловот баш заради тоа што ова го кажуваме дека он имал систем како да биде исклучен, а не го направиле тоа пилотите. На крај Канада го приземи, тоест забрани да прелетува против. Трамп се спреми да донесе политичка одлука и имаше нешто на телевизија и на крај цивилните власти во Америка решија да го приземиат воздухопловот со како дет. Значи ли дека сега отстранување всушност нема да земе премногу време, бидејќи мислам дека се работи за нешто што се нарекува систем за проширување на карактеристиките на маневрирање, кои што сега они внесуваат одредени корекции. Тоа што значи? Значи ли дека тоа за неколку дена може да се очекува дека после тие внесени корекции повторно ќе биде дозволено летање на овие летала? Боинг искочи одма со соопштените дека знаеме што значи работат и за давачите, бидејќи за тој систем да греши, веројатно и давачите грешат, тоа не е докажано, али претпоставка. Тоа се надворешни давачи кои што ја даваат фактичката позиција на воздухопловот, кои што се сензори некакви, сензори за добра, концентрирани се на сензорите, концентрирани се на софтверот. Боинг вчера веќе правеше 2 тест лета, они очекуваат брзо дека ќе искочат од ова све. Прават измени на менуелите за управување, процедурите за тренинг и така натака, многу работи пред. Со еден со мене и повторно се гледа 20 минути века ски потребни што е накрај. Останете помеѓу време на 1 ТВ след Александр Петров.